Они мои, 30 години патувам низ Република Македонија, 30 години ги посетувам наши убави македонски села, а пак исто така да напомнам околу 30 години го крстарам Маријово и Прилепскиот и Битолскиот и Тиквишката регија. Ете, после 14 години, според Господовото провидение, на самиот заслог на празникот на православниот христијански празник, Свети Архангел Михаил, дојдовете, така да речам, повторно во селото Скочевир. Наминав овдека во селото Скочевир да направам еден нов документарен запис за животот на селото Скочевир. Сите оние приказни кога бев тука пред 14 на години, што остана недораскажани, да ми ги дораскажат мештаните до ова село, а пред се од тие што ги остави пред 14 години, ако се уште според Господовото провидение се здрави и живи, а пак ако не се ќе намирам тука во Српската црква на гробиштата, да се обидам да ги прочитам нивните имена и презимина, да их запалам во една свеќа, да давајќи се дека на овој денешен ден ќе ги најдам нивните синови, черки, внуци, правнуци, зетови, тие да ми ги дораскажат приказните кои што останаа недораскажани за селото Скочевир, а се разбира и оние стари јадети обичаи за кои што се правеле овдека во ова село, за сите наши македонски православни христијански празници, како што е и празникот Свети Архангел Михаил. Почитувани мои, предлагам да, морам малку така да речам да ги попалам и моите соработници, а воедно и дел од членовите од продукцијата, од менеджерскиот и на продукцијата Маријо Филм. Тоа е мојот снимател Виктор Костовски, тоа е Тимче Ковиловски, а кој што, така да речеме, еден од одговорните за сценографскиот изглед на ова репортажа и на сите репортажи кои што го правиме, а се разбира дека овие репортажи не би биле го потполни во целост, ако не е тука еден од најпознатите денешни современи македонски, но познати етнолози, географи и историографи, но не само во Македонија, не само во Балканскиот полуостров, на Балканот, туку широм Европа. Почитувани мои, сето она што ќе биде снимено овдека, и сето она што ќе ги дознаеме тие приказни, како што напомнав, останаа недораскажани. Пред 14 години од мештаните од ова село, селото Скочевир, ќе бидат преточени во ова репортажа. Гледајте и уживајте. Ете сте тука во Скочевир на заслогот на празникот Свети Архангел Михаил. Утре, како што напомнав, ќе бидеме тука присутни на утринското богослужение. Овдека се наоѓаме на Скочевирскиот мост, кој што овдека пред многу векови овој мост бил изграден од камен, дрво, каде што според таа стара легенда трите моми оваричи го се фрлиле тука за да не ја смерат
верата православната да бегот неки подручи се преле тука во реката Црна. За самиот влез имаше поновно междуекиперацијата. Дали работи? Ако не работи, дали стои таа кооперација која што пред 80 години Ангарија била направена, каде што мештарите до, ајде да речам, до пред 14 години кога бев тука ја дојден, се уште работеше, дали што тука тие се собира на времето, си муабетеа, си ги кажува своите приказни за животот на селото Скочевир, за денот како го поминале, за свадбите, за крштепките, за венчавките, а бога ми и за воените збиднувања, боишчата овде кои што од 12 година па до 2018 6 години овде биле туѓите војски, овде бил и за времето на Првата светска војна Македонскиот фронт. Според оние пишани документи овде во овој дел на Македонија, од двете страни, во Агенскиот и во Вардарскиот дел на Македонија, биле присутни некаде околу 1.500.000 војници. А уште што е потрагично со самата гранична линија поставена 13 година од Букуреш по делот на Македонија, од тогаш почнува да умира Маријово. Во 1952 година, според тогашниот попис, но меѓутоа и според пописниот дептер на Турската империја во 1912 година, регионот на Маријово во делови на Меглен, на Воден и на Кукуш бројал околу 52.000. А иначе може да заклучам дека трагедијата на Маријово и на маријовци, опустошувањето на Маријово започнува со граничната линија во 1913 година, па со до ден денешен. А овде исто така ќе напомнам дека селото Скочевир се наоѓа во завојот на Црна, каде што е опеан, таа песна е испеана за времето на Првата светска војна. Ако ќе прочитате низ овој дел на Маријово, сите цркви има гробишта, сите манастири има гробишта. Освен оние гробишта кои што има и француски, има и српски гробишта. Да бидем реален дека никаде во овие српски гробишта, француски гробишта, никаде не пишува дека погинал Митре, Петко, Најдо, Лазар, Котев, или пак да речеме некои други знаени и незнаени мештани од овој крај. Но меѓутоа, иако на оние француски или српски гробишта тоа не постои, имината и презимината на овие кај што се погребани тие војни кои што биле мобилизирани од нивните родни пријатели, оној кој што се родени тука во Скочевир, во Сливница и во Крумази или па било каде широко во Македонија. Но кој ќе дојдете, било кое село, кој ќе дојдете во црквите кои што се гробјански цркви, таму ќе ви кажа дека овдека на ово место почина мојот прадедо Митре, мојот прадедо Петре, мојот прадедо Велјан. И така, ова речи го, тој паметник се пренесува од генерација на генерација. Како што напомнав, ова е тој Скочевирски мост, а ова овде е реката Црна, во историјата забележена и по името Еригон. А уште нешто да напомнам, тука е Скочевирската клисура, долго околу 40 километри, а тука покрај ова клисура, покрај ова река, почнувајќи од тамо некаде од Стоби, па до ова речи го заменувајќи према Битола, према Пелистер, према Пресека, према Малесија,
према Јабланица поминувал патот наречен антички пат, стар пат, дел од Вија Игнација, меѓутоа патот на крал на Александар Македонски трети. Како што напомнав, ќе одам во селото Скочевир да чујам приказните и тоа сето да ви биде преточено во оваа документарна репортажа. Но пред све, почитувани мои, пред да ја видите оваа репортажа, овој нов документарен запис, предлагам да го прогледнете документарниот запис што го направив во селото Скочевир на сам ден на Свети Архангел Михаел, како селото Скочевир живееше пред 14 години, а потоа ќе погледнете преку овој нов документарен запис како денеска изгледа и живее селото Скочевир. Господине Котевски, се наоѓаме овдека во најголемата клисура во Македонија, најголемиот кањон во Македонија, Скочевирската клисура. Се наоѓаме овдека во селото Скочевир, во манастирот Свети Михаел Архангел, кај што денеска и му е слава. Пред се нека ни е денот за години и ова да ми кажете, како е планот на општината Новаци за развојот на алтернативниот туризам овдека во ова општина? Точно така е, ова што го кажавте, се наоѓаме во еден од најубавите клисури и најубавите предели на општина Новаци, а и пошироко. Напомош да ни е денот, денес е Свети Архангел, каде што го прославува во овој манастир. Ова е еден од најдобрите манастири, како што кажав. Новаци, општината Новаци има преземено доста мерки и градиме стратегија за овој алтернативен селски туризам, каде што имаме прекрасни предели, нарочито во овој Мариовскиот дел, каде што е чиста еколошка природа, неѓимната природа, нажалост ретко населени сте, ама затоа имаме и голем интерес за посета на овие краишта и за развој, како од домашни, така и од странските туристи. Во тој дел преземаме доста мерки и акции. Еве, нарочито сега во овој манастир имаме доста и поможено. Исто помош имаат благодарение на
црковниот одбор овдека, организациониот, кој е доста активен на полето за прибирање на донации, за изградби. Се тоа што го гледате е нивна заслуга заедно со општина Новаци, кој го поможуваме. Во делот на Мариото, Мариовскиот дел, имаме доста цркви и манастири. Едни од нив сега имаме еден проект каде што прекрајсни со работите да ги завршиме. Тоа е мостот во Зовиќ, кој е една голема знаменитост на овој дел, а исто и во Република Македонија, и куќата на нашата хероина Кале Шања, која ја реставрираме, која ја правиме сега, за да биде достапна за туристите, од сакат туристите да видат каде била родена, каде живеела нашата хероина. Исто во реконструкција и црквата Свети Димитрија во село Градешница. Со градежните работи веќе прикрајсне, ама имаме уште еден проект каде што ќе продолжиме понатаму, ќе продолжиме со реконструкција и одржување на културното наследство, каде што го има во голем број го имаме тие културни споменици што се во тој дел. Тој, еве сега чекаме да подпишеме еден договор со Европската Унија, која ни дава донација за таквите реконструкции. Овдека во Скочевир, ова година и во цела Македонија се слави еден така, да речем, јубилеј 100 години од Првата светска војна. Овдека поминувал и Македонскиот фронт, Солунскиот фронт. Тука општината Новаци како планира да биде вклучена во таа прослава, односно како на туристите да ги донесеме за да го видат тоа место каде само пред 100 години се бијала битка, каде што овде гинале нашите македонци за слобода на Македонија пред се. Точно така, тука главните борби се одвојувале, фронтовските борби од Првата светска војна и оваа година се слави 100 годишнина од Првата светска војна, која ќе продолжи наредните 3-4 години. За таа цел имаме закажано и посета на француската амбасадорка во општина Новаци, да видиме што ќе преземиме понатаму и кои активности ќе се одвива. Бидејќи тука и Камакчалан, каде што има и спомен кустурница и црква, каде што доста македонци го дале својот живот во таа Прва светска војна. Овдека исто така, во овој крај е првата Мариовска буна и втората Мариовска буна, каде што Кале Шања, опишана во романот, истоимениот роман на Стале Попов, Анџа Сидмева, каде што овој е овде родена и овдека е таа прва и втора Мариовска буна. Како, на кој начин можеме тоа да се одбележи во општина, од општина, самата општина Новаци? Па ние имаме план во наредните години, бидејќи сега реставрираме куќата на Кале Шања, ќе видиме, ќе почнеме да одбележуваме и таа Мариовска буна по повод грабнувањето на Кале Шања од незиниот дом, опеана во романот на Стале Попов. За Скочевицката клисура една од најголемите најубави кањони во Македонија. Тука општината Новаци, како во блиски дни сака да планира да го реализира, на кој начин би дошле, поблиску би дошле овие туристите да влезат во кањонот, љубителите на дивите води, љубителите на планинскиот туризам? Па и во тој дел доста активности преземаме и во наредниот период. Сега со овој проект што ни е доделен преку ИПА програмите, најповеќе средства, најголемите средства ги вложуваме во кањонот на Коњарка, каде што тоа ќе го уредиме тој дел како излетничко место и то големи средства се и со тоа повеќе ќе ги заинтересираме сите овие туристи кои доаѓаат тука, ловни друштва, невладини организации, локалното население, населението од околните места, од регионот и пошироко. За таа цел се преземени направен проект кој мислиме другата година ќе го реализираме тоа и ќе дојде многу атрактивно ова место за посета, бидејќи тука чисто е ова еколошка природа ја нема нигде. Во овој дел на Мариово има доста куќи кои што се во собственост на општината Новаци. Имаше еден проект со француската амбасада, коригирајте ме ако грешам, имаше еден проект за
под така речено за минимална за скромна сума на пари да се продаваат тие куќи, да се реставрираат за да можат туристи да доаѓаат. До каде се тој план? Па видите, општина Новац имаме барање дадено овие касарни што се тука и караули да се остапат во трајно власништво на општината и еве имаме добиено такви две караули и две куќи и ние ги издаваме на подолгорочна концесија за користење, ама со програма. Што значи тоа? Тоа значи дека или ќе влеземе во приватно партнерство со фирма преку општината за користење на смештај, како излетничко место. А исто така, општината доста располага и со куќи кои беа остапени со делбениот биланс од 2000 година, имото и куќите што го припаѓа на државата ни пренесија на општините и располагаме во тој дел на Мариото со околу 100 до 120 куќи. Ама Меѓутоа задржана таа стара архитектура со се вика. Задржана е, точно е задржана и ние ќе донесеме една уредба фасадниот дел да биде заштитен, да не се гиба фасадниот дел, бидејќи јас го видов тоа, работиме во тој дел алтернативниот српски туризам со Долна Нормандија. Кога бевме таму, тие имаше и нивна делегација овдека, дека архитектонската градба на куќите иста како магиорскиот дел, камен на камен со кал. Ова да ве прашам. Општина Новаци може да се пофали со неколку манастири кои што се така да речено во полето. Да, видите, ние имаме еден од најубавите манастири, Свети Мала Богородица во село Новаци, кој е вистина уникатен дел, бидејќи манастирите, како што знаете, се градат повеќе во планинските вориските делови. Ова е едини во Македонија, не верувам дека постои друг, кој е во низискиот дел и еден е од најубавите манастири. Денот ни е еден од најубавите манастири имаме во општината, како што ви кажав, на 21 ни е денот, каде што се збираат огромен број на луѓе. 21 кој месец? Септември, за Мала Богородица? Мала Богородица, да. Доста посетење и пак можеме да се пофалиме дека е едини манастир кој е во нашата општина во низискиот дел. Господин градоначалниче, вака едно во името на Марио Филм, во името на домаќините на селото Скочевир, во името на црковниот одбор на манастирот Свети Михаел Архангел, да отидеме во манастиров, да им се придружиме на сите наши мештани во прославата што е денеска. Дали ова ќе се гласувате? Ви благодарам и треба да прославиме денот е денес. Ова е голем верски ден за сите христијани и за локалното население и пошироко. Ви благодарам. Благодарам јас. Господине Котески, се наоѓаме во твоето родно место во селото Скочевир и во манастирот Свети Михаел Архангел Гаврил, кој што на денот на неговиот патрон присуствувавме и ние од Риово продуција Рио Филм. Да ни кажете, вие сте еден од многумината ентузијасти, што ве наведе да бидете активиста за ова убавина што денес ќе гледаме на ова место во селото Скочевир на самиот манастир Свети Михаел Архангел Гаврил. Моето село лежи на неколку православни храмови, почнувајќи од Кајмакшалан, каде што е црквата од Првата светска војна, следува идејќи надолу е црквата Преображение Христово, Свети Лука уште подолу, а селото црквата Света Петка, која датира од 1826 година, црквата Малото Паракливче Свети Архангел Гаврил и новиот објект Свети Архангел Михаел. Навед за сето ова е што потекнува од христијанска фамилија, православна, кои се верници од 1866 година. Црквата, моментално манастирот Свети Архангел Гаврил, зафатени со изградба уште од 1900 година по кажување на постари луѓе, меѓутоа за ова објект направен е голема благодарност за сега за жал покојната бабата Цвета,
дедото Ило и некој си Чичко Неделко. Изградена почната да се изградува уште во раните 1960 година, таа 1967 година е осветен. Нашите родители од ова село, кое бројало 77-8 куќи, се мачеле со воловски коњи, коли, носеле камења да го изградат овој свет храм. После нивната одидање во вечноста, ние неколку ентузијасти се нафативме и да остане нешто и од нас за спомен. Така да 1998 година почнавме со изградба со реконструкција на манастирот Свети Архангел Михаил и изградење нови храмови. Во учеството на сето ова учествува голем број на ентузијасти, можам да ви кажам по 40 на дневно. Меѓутоа, нашата заклетва беше да секој што е слободен во сабота и недела или присутен, ако нема други обврски, да дојде да поможи. Се надевавме оти за неколку, например, до 20 на години, биде успешно завршено барем покривката. Меѓутоа даде Бог не само што се направи покривката, него се постигна и многу голем успех. Како што гледате, се направија конаци сместени со соби за спиење, со посебни купатила, со огромна сала, со посебна кујна во склоп на самиот конак, каде што и самите видовте на денот на празникот, каде што се беа присутни повеќе од 2500 се млада надеж. Порано и доаѓаат оде околу 80 до 90 или 100 верници, меѓутоа сега бројот нагло е зголемен од 2500 со тенденција на уште повеќе илјади млади кадри. Одборот беше ангажиран во послуга секаде и не можеше да обрне доволно внимание, меѓутоа гледаме ние под бројот на доделени вечери, по искажувањето на куварите, колку е спремена храна. И тоа е точно, сите викаат да беше бројот поголем од 3000. Тоа е веќе уназад неколку години со тенденција на зголемување. Јас би ве замолил, ако сакате и наредната година да видите уште поголем број. Јас се радувам кога овдека во овој свети храм бе дојдени наши македонски соседи од Австралија, од цела Македонија, не само Скочевир. Фактички 26 јули е денот на Свети Архангел Гаврил. Меѓутоа од нашите предци останало да се слави првиот ден е 21 новембар, меѓутоа на Свети Архангел Михаил. Меѓутоа од нашите предци 26 јули го слават зашто е тоа собиралиште на нашите селеници од овој крај на тој ден. Доаѓаат на одмор тука и во нивна чест, затоа е направен и параклис со Свети Архангел Гаврил. Ова да ви кажам. Може ли да ни кажете кои беа првите, во првиот, јас би го нарекол титовски одбор на обновата на манастирот и на конаците предводени од нас? Како што ви кажав, манастирот е завршен 67 година благодарение на бабата Цвета, сега за жал покојна, и неколку млади ентузијасти, интелектуалци, сега ова време, за да ние наставиме од 1998 година со новите објекти кои се изградени во овој цел со тенденција на уште поголемо поширување. Само имината да ми кажете на тие луѓе кои што се работуваат за чело. Манастирскиот одбор брои 15 членови, за жал од кои сега имаме некои покојни, млади, меѓутоа председател на манастирскиот одбор веќе сум 13 години и јас, Колевски Слободан, Цветковски Васко, Димовски Благо, Јовановски Русе и редица други, да не направам некои од вечно знаменатите, например како Јовановски Живко, Јовановски Ѓорѓи, Стојановски Ѓорѓи. Ова да ја прашам вчера, на прославата беше градоначалникот на Новаци, господинот Лаце Колевски. Соработката со општината. Еден од највредните, кој цел одбор е благодарен бескрајно, е нашиот градоначалник по кој припаѓа ова село, господинот Лазар Котевски. Значи, верувајте, буквално ниту едно барање наше од одборот не е одбиено од страна на Советот на општина Новаци и градоначалникот Лазар Котевски. Нормално не во оние граници што ние имаме потреба да побараме го барањето, меѓутоа со колку средства располага општината, секогаш излегувал во сусрет. И сега беше присутен за развиток и секогаш не подржува во развитокот на туризмот и манастирскиот и за селото, почнувајќи од реката Коњарка, која едина влегува во Црна и течи под Сењки цело време, од Кајмакшалан до Црна.
Господинот градан на Лазар Котевски е човек кој сакам никогаш да не биде сменен. Толку е фин, не само со нас. Народот го сака, вика луѓето. Тоа е нешто родено за развитокот на овој крај. На целиот Мариовски, ако не потекнува од Мариовско, меѓутоа огромно залагање негове за развитокот во Мариовскиот крај. Црковниот одбор се разбира има и своји планови, кои што овој понатаму ќе го развива овој црковен комплекс, манастирски комплекс, кој што представува еден вид овој манастирски комплекс се наоѓа во непосредниот влез на Црна река во најголемиот кањон во Македонија, Скочевичката клисура. Манастирскиот одбор брои 15 членови. Не значи да предлогот мој биде најреален. Со гласање парламентарно како што е, и ние така ги освојуваме одлуките. Во зависно од средствата што ќе имаме, одиме со тенденција на уште поголемо одржавање на сето тоа. Нормално и со соработка со нашиот градоначалник. Во оваа година имаме за цел да го вршиме уредување на дворното место, каде што првата фаза е почната и дојдено е до некаде. Меѓутоа, зависи од средствата и најголемите донации што ги имаме ние се од Мелбурн, Сиднеј и од околијата на Порт Кенго. Развитокот на ова нема да го ставиме и да биде така, и нашите деца ќе продолжат после нас ќе продолжат натаму. Меѓутоа, оно што го имаме зацртано, ќе се бориме да го оствариме до крај. Секогаш сме присутни со работата е наша, на селото располага со секаков стручен кадар за зидање, за швајцување, за дотерување на било што за ова. Значи, за таа страна сме слободени за давање така. Материјално секогаш сме подпомогнати од таа личност, значи човек кој заслужува многу пофалби, господинот Лазар Котевски. Со Господ напред, со Свети Михаил Архангел, со Господ напред, да се видиме зубозарно и да Господине Зоране, голема благодарност до Мариово филм, која ни беше најголема желба да биде снимател на оваа емисија. Ве поканувам ако можете и наредната година да бидете, зашто Свети Архангел Гаврил кој ќе го славиме, е во сабота со недела да цел крај од Битолска околија селата, од Горно Оризари, Долно Оризари, Трап, во голема се е младеж, до Скочевир е присутно на овој ден. Тогаш ќе биде дуплиран бројот. Благодарам, Марио филм пред се ќе биде на располагање на сите наши македонци кои се наоѓаат и во Македонија и надолу од нашата држава, да ги прикажеме родните краишта, родните огништа на нашите граѓани кои што се наоѓаат и Австралија, Америка и Канада. И уште едно да кажам, само што најмногу не наведе да го доправиме ова. Малиот комплекс манастир, што е подма под големиот, имаше топола висина од 30 на метра, 15 на души врзувавме сајли ортоми, имаше опасност да падне на манастирот. Меѓутоа во тоа не успеавме. Времето се затемни, утредента рекоме ќе продолжиме. Кога утредента дојдовме овде, може да ја погледате тополата, самата си падна надолу. Наместо да го штити манастирот, самата надолу. Од тогаш рекоме градиме се што треба. Со Господ напред. Со Господ напред, самата го дојдовме на долната страна падната во провалија на место на манастирот. И тоа ни даде крилја да се ова велелепно го дотераме и направиме она како што треба. Порака до Да дојдат да се одмерат со спремени соби, со се. Порака до сите наши сограѓани во Македонија и надолу Македонија. Дојдете во Скочевир, пред најголемата Скочевирска клисура, каде што со векови ја продира реката Црна. Посетете го манастирот Свети Михаил Архангел, каде што ќе имате стварно што да видите убавина, рај, што само Господ овде го создал во овој дел на Македонија. Господин Зоран, во знак на благодарност од манастирскиот одбор од манастирот Свети Архангел Михаил, една благодарница за вашата човечност, љубезност и човечко достоинство. Воедно и по една мајца со ликот на манастирот. Горетија? Од ликот на манастирот за вас и Мариово филм како спомен за вашата
на вашата продукција за развитокот на овој крај. Благодарам. Јас само еден момент ќе ве замолам да иземите. Во името на продукцијата на Маријова филм, ви се заблагодарувам. Пред се голема благодарност до сите мештани од селото Скочевир, до сите наши македонци кои што се по потекло од Македонија, кои што живеат во Македонија, кои што се надвор од Македонија, во Америка, во Австралија и во Канада. Благодарам што не удостоивте Маријова филм да биде медиумски покровител на денешнава прослава, на денешниот празник Свети Микаел Арангел, каде што се наоѓаме и пред овој манастир и ветуваме дека и понатаму ќе се работуваме и еден поздрав до сите наши македонци да дојдат во Македонија, да дојдат во Пелагонија, да дојдат во селото Скочевир, да видат што е рај, што е убавина и пред се поздрав до сите наши македонци каде и што и тие да се наоѓаат. Да не ја заборават Македонија, да не го заборават родниот крај, затоа што хубаво место од родниот крај нема никаде. Уште еднаш благодарам. Благодарам и вас од името на манастирскиот одбор. Се најубаво. Да се видиме заедно убаво. Да се гледаме се се нај. Ете сте тука во Скочевир на заслогот на празникот Свети Архангел Михаел. Утре како што наполно ќе бидеме тука присутни на утринското богослужение. Овдека се наоѓаме на Скочевирскиот мост, кој што овдека пред многу векови овој мост бил изграден од камен, од дрво, каде што според таа стара легенда трите моми оваричи го се фрлиле тука за да не ја смерат верата православната, да бегот не ги подручи. Се фрлиле тука во реката Црна и од тука името на селото Скочевир. Како што напомнам, ќе одам сега во Скочевир да видам тука на самиот лес имаше поновно кооперацијата. Дали работи, ако не работи, дали стои таа кооперација која што пред 80 години ангарија била направена, каде што мештаните до, ајде да речам, до пред 14 години, кога бев тука ја дојден, се уште работеше, каде што тука тие се собира на времето, си муабете, си ги кажува своите приказни за животот на селото Скочевир, за денот како го поминале, за свадбите, за крештепките. Како што напомнав, ќе одам во селото Скочевир да чујам приказните и тоа сето да ви биде преточено преку овој нов документарен запис како денеска изгледа и живее селото Скочевир. Почитувани мои, ова е зградата, кооперацијата. Она ми е душата се радува стварно што се уште стои ова кооперација која што напомнав дека пред 80 години ангарија мештаните до ово село ја направија, ама ете за жал е затворена. Да видам, искам малце и емоциите ми се вратија кога дојдов тогаш. Полна беше продавницата, тука имаше една греда каде што беа поседнати мештаните од Скочевир. Денеска, за жал, ниту таа работи, ниту таа греда постои, ниту мештаните се тука поседнати, бирка да се напијат, лапмови да се направат. Да видам реален, по мој прв печаток, селото Скочевир е навистина заборавено село. Дојден сум тука, емоциите да видам реални ми вријат, а посебно, така да речам, ме обседнува тага од пожарот што го фати ово село пред 2 години,
ова зелена убавина што беше тогаш при 14, ја однесе пламенот, ветрот и ќе треба долго време да тоа се реобнови. Но пак ќе речам, иако селото Скочевир наповно дека е спаѓа во тие заборавени села, единствено место кој што еднаш ќе барам во годината, како и во сите села во Република Македонија, сите ние се раѓаме и заминуваме, ќе се собериме некаде во градот за свадба или за венчавка, а во нашите села ние останаа уште црквите и манастирите, да се собериме и да се видиме и на, како што реков, се раѓаме, умираме и на погребите тука, да го испратиме нашиот роднина, пријател, како што е и во секое село, така и во селото Скочевир. Од север кон југ, од исток кон запад, како на љубави цветови на христијанството, црквите и манастирите во Македонија се расфрлани, привлекувајќи го погледот на љубопитните и поканувајќи ги патниците да дојдат и да ги посетат. Со векови, овие храмови биле чувари на духовноста и историјата во овие региони, спасувајќи ги вистинските вредности од заборав и презентирајќи ги на новите генерации. Без разлика дали станува збор за древните средновековни манастири со кои Македонија со право се гордее пред светот, или пак за поновите цркви што добротворите низ целата земја ги оставиле за идните генерации, во нив секогаш се чувствува истиот мир. На нивните ѕидови, на љубезните лица на светците, во очите на Христос и нежната насмевка на Дева Марија, минатото оживува, а тајната на вечноста се шепоти на иднината и на сите што се подготвени да ја слушаат. Секој што се осмелува да се впушти во патување за запознавање и посета на свети места низ цела Македонија, всушност се впушта во патување за откривање на собствената духовност, на самопознание и мирот што е толку неопходен за современиот човек. Денес, со гордост можеме да ги поведеме сите патници, и странски туристи, и домашни љубопитници, на патување низ Македонија и да ја откриеме убавината на црквите и манастирите низ целата наша земја. И со целото богатство и приказни скриени таму, секоја минута од оваа одисеја ќе биде запаметена од нив за секогаш. И денешново наше собирање овде, всушност, е за одбележување на едно траење и за еден духовен континуитет кој самиот за себе многу кажува, а уште повеќе сведочи не само за минатото, туку и за сегашноста и за иднината. И денешново чествување, како и многуте други одбележувања, најмногу го потврдуваат нашето охристовено притисување, како и нашата црковна вистина и нашето црковно право на самобитност и автокефален живот. Настанов, што не собра, е еден од аргументираните начини како најдобро да го представиме нашето милениумско траење преку наследството посведено на Бога и на неговата вистина, како и за љубовта кон него меѓу православниот народ во Македонија, а во исто време и да го посведочиме нашиот духовен раст, изразен низ сакралното творештво, нашето највредно и најтрајно богатство низ вековите до ден денес. Овие наши православни светилишта се живи споменици, а не само некакви експонати, некакви предмети со културолошка и со духовна важност. Велам живи, зашто најмногу преку нив и со нив се изразувале оддаденоста и животот посветени на Бога. Впрочем, пред нас се дела оформени и создавани преку и за верата, молитвата, богослужението, љубовта, надежта, копнежот, трпението, покајанието. Ова се дела од кои извирала постојана надеж во времињата преполни со невремиња и со најразлични искушенија. Затоа толку и траат и се живи до ден денес. И не поради квалитетот на нивната материја, зашто има многу дела кои достигнале старост поради добрите материјални аспекти, но немаат живост,
не се живи, а делата што се пред нас се создадени за и ден денес да бидат истото што биле некогаш. А ние, како наследници на тие нашите боголюбиви предци, творци на вредности, што еве траат и во нашево денешно време, покрај тоа што треба да сме им благодарни, потребно е да покажеме и доволна грижа и љубов, за да може создаденото од нив да дочека нови поклоници и да доживее средби и со идните наши поколенија. Очигледно е временското растојание од нивното до нашево време, но тие и денес, веруваме јутре, како и до вчера, ќе имаат истата мисија и ќе продолжат да упатуваат кон истата цел за која биле и наменети, да ја истакнуваат религиозната зрелост, а во исто време духовно и морално да воздигнуваат и да насочуваат кон причинителот за кого и се создавани, за Бога и за неговите светии. Па, минатото и сето она што некогаш е создавано, се темелот и на сегашноста и се залог за иднината. Затоа, овде представеното нам ни е блиско, како и на оние пред нас, и такво ќе им биде, веруваме, и на оние по нас. Впрочем, и ние, современите христијани, треба да бидеме такви, да создаваме вредности, што ќе се продолжеток на минатите славни времиња, но и такви кои што ќе не надживеат. Потребно е да создаваме дела, што ќе останат да траат и по нас, а такви се само оние кои се создадени во слава на Бога и за неговите светии. Не смееме да подзаборавиме на нашите обврски кон сакралното и кон културното наследство, затоа што, ако вистински се грижиме за создаваното пред нас, ќе знаеме како да создаваме ново. И овие одбележувања, како денешново, ни се можност и да се подсетиме и да се поттикнеме. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете овдека во Маријовско, поточно речено во Битолскиот дел на Маријово, овдека покрај завојот на Црна. Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе после 14 години повторно да дојдам овдека во селото Скочевир, повторно овдека да дојдам на славата на патрониот празник на ова село, поточно речено заштитникот на селото Скочевир, посветен на свети Архангел Михаил. Овдека дојдов после 14 години, исто како што тогаш дојдов на 26 јули 2014 господово лето, каде што овдека во овој манастир исто така направив документарен запис. Почитувани мои, како мештаните од ова село го прославува празникот посветен на свети Архангел Михаил, како мештаните овдека си го правеа заслугот, како мештаните присуствуваа на вечерното богослужение, со кое чиноначествуваше парохискиот свештеник на Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, на вечерната богослужена вечера, а исто така и на утринското богослужение и благословениот ручек што го припремија мештаните од ова село, манастирскиот одбор, заедно со овогодишните домајчини, ќе проследите во наредната репортажа.